Македонската диаспора стравува дека нема да може да го оствари уставно загарантираното право на глас. Документите со Северна создадоа многу дилеми кај селениците, а институциите не прават ништо за да ги разрешат. Дури откако Алфа праша, Државната изборна комисија одговорија дека имаат донесена одлука дека сите граѓани надвор од Македонија ќе може да гласаат со патни исправи кои имаат важност иако не го содржат новото уставно име. Затоа од ДИК за Алфа велат дека нема да има потреба од никакви законски измени, бидејќи е одредено во изборниот законник. Личниот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта или важечка патна исправа, односно лична карта или патна исправа, чија важност истекла во периодот од распишувањето на изборите до денот на нивното одржување. Одлуката на ДИК е донесена и покрај тоа што во Законот за патни исправи стои дека сите кои немаат додавката Северна стануваат неважечки по 12 февруари 2024 година. Патните исправи кои го содржат надписот Република Македонија издадени до денот на започнување на примената на овој закон ќе важат до истекот на рокот на важење кој е наведен во патната исправа најдосна до 12 февруари 2024 година. Токму ова ги збунува и селениците. Дел од нив за Алфа велат дека веќе се пријавиле за гласање, иако имале потешкоти при регистрацијата, но се надеваат дека проблемот ќе биде надминат. Најнов проблем со кој се соочуваме е сега отворената регистрација за гласање, поточно за учество на претседателските избори, за која е потребна да се прикаже валиден пасош. Би било убаво да се изјасни Државната изборна комисија дали ќе дозволи, дали ќе ги признае апликациите на регистрациите на иселениците со пасош кој го нема новото уставно име. Имаше некакви потешкоти при регистрацијата, односно неколку пати требаше да се оние чекори кои што се пополнува не можеше да се направат, но мислам дека тоа целото ќе се координира и треба да има масовна регистрација на македонци овој пат на престојните избори. Иселениците кои сакаат да гласаат на престојните претседателски и парламентарни избори мора претходно да се регистрираат на официјалната страна на ДИК и со тоа да бидат внесени во изборниот список. Диаспората може да освои пратенички места во законодавниот дом само ако има масовна излезност.